Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 кроз 2005, ја свикувам седницата на Комисијата за економски развој на Советот на општината Битола на 22.12.2022 година, четврток, во 9 часот, со предлог на следниот дневен ред. Под број 1, Програма за економски развој во општина Битола за 2023 година. За оваа точка добивме материјали на службените имејлови и го ставам дневниот ред на гласање. Кој е за овој дневен ред? Представникот од општина Битола, господинот Венцо Шишкин е тука, па му давам збор да ја образложи точката. Повелете. Благодарам. Од страна на Оделенијата за економски развој изготвена е предлог програма за економски развој на општина Битола за 2023, која предвидува приходи 58.303.800, исто така и толку расходи 58.303.800, од кои во самата програма, самиот предлог на програмата дадени се две табели, табела 1 и табела 2. Во табела 1 субвенции и трансфери имаме вкупна вредност за кофинансирање од 18.085.061 и во табела 1 за други градежни објекти во кои што спаѓаат изработка на техничка документација за патишта, улици, пречистителни станици, односно колектори, водоснабдување и така натаму, 39.455.659. Јас ке, значи, во други градежни објекти, табела 1, 39.455.659, поединечно ќе ги наведам ставките и програмите и вредностите кои се планирани за 2023. Значи, од шифра ЈД 482.110 подготвување на проекти, вклучување на дизајн за улици, локални патишта и споменици 10.553.792. Од програмата ЈИ 482.310 подготвување на проекти за вклучување на дизајн на пречистителни станици и колектори 1.009.713. Програма ЈГ 482.710 подготвување на проекти вклучување на дизајн за водоснабдување 1.609.433. Програма ГД 482.810 подготвување на проекти вклучување на дизајн и капацитети на енергетика 896.209. И програма ЈЛ 482.910 подготвување на проекти вклучување на дизајн на други објекти 25.386.512. Подготвување на проекти за мостови во овој момент не планираме, што не значи дека доколку се јави потреба ќе нема да ставиме и ваква ставка. Во однос на оваа табела други градежни објекти дадени се вкупен број на објекти за подготвување на техничка документација, значи 83, од кои делумно имаме пренос од 2022, односно за по договорите за изработка на техничка документација кои што нема да можеме да извршиме целосна исплата во 2022, бидејќи согласно договорите склучени со изработувачите на техничка документација имаме два дела на исплата. Првиот дел е 70%, вториот е 30%. Значи 70% имаме исплата од кој ќе ги достави проектантот изработените проекти ревидирани. Значи од кој ќе ги достави исплаќаме 70%, а по добивање на одобрение за градба уште 30%. Така е согласно договорите, затоа дел од овие проекти сега што ги работиме и ќе се пренесат со плаќање во 2023 со 30%. Останатиот дел за дел од проектите кои се повторуваат, има доста што се повторуваат, што ни се, да речам, стандардно секоја година, како што се геодетски елаборати, геомеханички елаборати, мислење, ИЗИС, ревизии и така натаму.
Да не ги читам поединечно сите 83 ставки, соодветно се предвидени средства. Како поголемите објекти кои можем да ги напоменам, кои носат поголема вредност, тоа е подставка подреден број 78, изработка на сообраќајна студија за потребите на генерални урбанистички план. Знаете дека веќе е постапка за изработка на генерални урбанистички план. Исто така има паралелно се работат и други студии, меѓутоа една од најскапите и најбитните почетни студии е студијата за сообраќајната студија, по која што ќе одреди многу параметри и критериуми за конечниот изглед на детални урбанистички план. Значи таа е предвидена со 11 милиона денари. Исто така, како подрастична ставка, поголема ставка во ова е изработката на проектната документација за спортскиот комплекс, мултифункционалниот спортски комплекс од 6 милиона 150 илјади денари. Согласно барањата доставени од урбани заедници, граѓани и така натаму јавни предпријатија, ставени се и дополнителни околу 15 или 17 отприлика објекти, нови објекти, да речем, за кои што ќе почнеме да подготвуваме документација, а се разбира и тие што минатата година не ги сработивме, односно ги имавме, немаше потреба или немаше барање од некој да се изработат, а имавме ставки кои тогаш ги ставивме нула да бидат, значи сега повторно се предвидени тие како што се пристапните рампи до објекти во собственост на Битола и други ставки кај што сега веќе повторно се предвидени, активирани и доколку се јави потреба ќе изработиме и проектна документација и за тие објекти. Во табела 2 кај што имаме субвенции и трансфери, предвидени се 18 милиона 848 141 денар, од кои кофинансирање за проектот колекторски системи и пречистителна станица Национален парк Пелистер, значи 7 милиона 705 673, за кои што имаме веќе донесено и одлука дека тоа ќе го кофинансираме. Останатите средства се од Пелагонискиот плански регион, 7 милиона. Кофинансирање на проектот Smart for You, 7 милиона 653 183 за наредната 2023 година. Кофинансирање на проектот Reload 2, 1 милион 460 илјади денари. Кофинансирање за исплата на средства кон Пелагонискиот плански регион, 882 340 илјади денари. И под реден број 3, кофинансирање на проектот Знаење, заштита и истражување на стари урбани јадра во Република Северна Македонија и Албанија. Тука се вклучени и Република Франција, купување на друга опрема, изработка и монтажа на пултови, 383 илјади денари, 865. Значи вкупно кофинансирање 18 милиона 848 141. Јас за сега толку имам, па повелете со прашање. Ви благодарам. Отварам дискусија по точката. Дали некој бара збор? Колегата Корлевски, повелете. Значи, прво, околу оно што спомнавте дека мислам дека беше 6 милиони денари или над 6 милиони денари за мултифункционален спортски објект. Сега конечно ќе го имаме мултифункционалниот проект, тие пари се предвидени веќе ќе се прави проект, пошто река сме до идеите, значи 2 пати паѓа на тендер, на објава на тендер за позиција, и го имаме локацијата, ја немаме локацијата, дали воопшто нешто ќе почне да се изведува, согласно она што беше претходно објавено. Имаме позиција, оние кои што беа, ајде да речем професионалци од таа позиција, дека таа местоположба не го предвидува, дека треба да биде местото за зеленило
Или па него, и втора работа беше него има тој габарит кој што го сакаме ние, кој што ни е потребен, според идејното решение и така натаму. Сега дали тие 6 милиони денари ќе го опфатат тој дел, збораме во делот на проектирање. И дали тоа ќе биде се, што ќе се направи во 2022 година. Во однос на мултифункционален. Значи за 2023 година предвидени се 6 милиона 150 илјади денари за изработка на проектна документација за сите фази. 2022 година се спроведе конкурс за идени решенија, од кои што добивме 5 понуди, 5 идени решенија за кои што комисијата ги бодираше и одлучи и добивме ранг листа, одбор на најдоброто техничко решение. Еве и вас да ви известам, понеделник во 11:30 часот во офицерски дом, значи ќе имаме презентација на идените решенија, 5 идени решенија се, од кои се избрани прва награда, втора награда, трета награда и останатата четврта и пето место. Може слободно да ги видите идените решенија, а се разбира и за другиот дел од конкурсот кој го предвидуваше река Драгор, односно смирување на текот на река Драгор и така натаму од Црмост до западна граница на детални урбанистички план. Согласно идените решенија, понудени прво место, второ, трето, значи ќе се продолжи со постапката за понатамошната постапка за изработка на проектната документација. Согласно конкурсот, согласно Законот за јавни набавки, согласно таму тоа што беше наведено, ќе се спроведи постапка за понатамошно постапка за изработка на документацијата. Нормално ова беше конкурсно решение и награди по конкурсно решение. Затоа ние предвидуваме 6 милиона 150 илјади денари за изработка на основните проекти за сите фази. Ако добро ве разбрав, идејата добивме, сега ќе одиме кон проектирање, меѓутоа ги опфаќа сите фази, иако не знаеме или знаеме веќе локацијата дека ќе може да се гради таму мултифункционален спортски објект согласно она што е идејата. Бидејќи дали, значи прашањето е дали ќе има после зголемување на финансиските средства спрема она што го бараме ние, бидејќи ако се пренамени локацијата од зеленило или пак од земјоделско во градежно земјиште или па натаму ќе издесува повеќе финанси од она што го планиравме. Бидејќи на почеток беа предвидени 3 милиони евра, па сега свативме дека малку се 3 милиони евра, па сега одиме само 6 милиони само за проектирање, па сега не знаеме позицијата или ја знаеме, значи дали ќе биде истата локација која што беше претходно наведена. Или ќе се бара ново, или и дали ќе има проширување на, можно е да има проширување на финансиските средства за мултифункционалниот проект, бидејќи доколку не може, а она што го кажуват, јас им верувам на луѓето кои што работат во таа професија, дека на таа локација каде што е предвидено зеленило и го нема тој габарит и опфат кој што го имаме, сега идејното решение прв пат слушам дека еве го има издаено и дека ќе го видиме, ама ќе го видиме после тоа што ќе го изгласаме. Значи вака, имавме предвидено значи 3 милиона денари за конкурсното решение, идените решенија, значи по тоа согласно конкурсот се намали на 610.000 или 700, не знам колку беше, не знаевме колку ќе се јават и така натаму, значи тоа нема 3 милиона евра, значи правиме муабет. Правиме муабет за идено решение, на конкурсот беа предвидени средства за идените решенија. Значи после се намалија тие средства на 610.000 или 700, са не ме фаќате за збор. Во случајот сега предвидуваме изработка на техничка документација. Локацијата е таа, уклопени се сите објекти на таа локација. Значи според локацијата, габаритот на локацијата, значи сите идени решенија се вклопуваат. Сите 5 на таа локација. Има подземни паркинзи, прво, второ, трето ниво и така натаму и така, ќе дојдете, ќе ги видите идените решенија, значи понеделник во 11:30 часот во офицерски. Благодарам. Збор прво колешката Елизабета. Колешката Елизабета, поведете. Колку проекти во пари се префрлат од 2022 во 2023?
Значи во моментот сега не можеме да ви кажеме, јас не сум Добро, по финанси, не меѓутоа мора- стигнуваат секојдневно фактури, ситуации и така натаму, до Добро, краја на еве во годината ќе проекти, знаеме, не да. мора во пари, во проекти. Колку проекти се тие? Согласно извештајот што ќе го дадиме за работењето на ЕР, кога ќе дојде време, точно ќе знаеме колку проекти, колку пари, колку сме сработиле сега во овој момент. Мислам, неаме таа анализа, значи се уште стигнуваат фактурите, вредностите. Значи има уште 2-3 дена дори да стигнат сите и ќе имаме точна бројка колку шо како и ќе тој извештај ќе ви го доставиме кога ќе треба. Сега во моментот се уште е активно сето тоа. Добро. Значи Благо. ќе добиеме на писмено. Не, известување некој. Кога ќе престанат фактурите, до 25 ќе престанат. Значи согласно и треба да дадеме извештај за работењето за економски раст за 2022, тогаш ќе добиете сите податоци по која ставка, колку пари се потрошени, колку се префрлени. Сега за префрлањето не можам да ви кажам, јас пошто финанси не сум од финанси. Меѓутоа ќе имате точен извештај за секоја ставка и колку сме потрошиле за 2022. Благодарам. Колегата Методија, повелете. Благодарам. До представникот од општината имам неколку прашања. Првото прашање на кое го начнаја моите колеги кои дискутираа, малце покасно стигнав на состанокот околу тој спортски комплекс. Значи, во понеделник имаме јавна презентација и ќе го одбираме најдоброто идејно решение како што ве разбрав, така? Значи Вие го имате рангирано, ќе треба да ги разгледаме, да ги потврдиме, не разбрав. Комисијата беше формирана комисија од страна на Добро. градоначалникот за избор на најдоброто идено решение, односно доделување на награди прво, второ и трето место. Значи тоа е комисијата си го заврши, ја заврши работата. Рангирано имаме, извештај имаме од таа комисија и понеделник ќе ги видите сите понуди, односно сите идени решенија и ќе биде кажано кој е прво, кој е второ, кој е трето согласно одлуката на комисијата. Освен постапката како е? Значи, после постапката, согласно Законот за јавни набавки, ќе продолжи постапка согласно Законот за јавни набавки со преговарање. Така мислам дека треба да биде, меѓутоа тоа ќе видиме како ќе биде. Мислам дека продолжува со преговарање. Со најдобро избраните идени решенија, односно би требало со најдоброто решение, според мен. Тоа што е предложено од комисијата. Не знам, мислам дека ние како советници кои на крајот од денот го гласаме тој буџет, кои ние даваме амин за тој објект да се изгласа, час и чест на сите тие стручњаци кои учествуваа во рангирањето на проектите, не се сомневам во нивниот квалитет, меѓутоа мислам дека ваков капитален објект кој се гради во општина Битола, после, не знам, можеби 30 на години, значи во Битола се изградили спортски сали, мали, меѓутоа ова е некако со друго значење објект. Мислам дека во најмала рака, ние како советници треба да, бидејќи јас искрено ќе сакам да присуствувам и ќе присуствувам, меѓутоа ќе биде мал период, ние да присуствуваме таму на некаков завршен чин, да разгледуваме, да даваме наши предлози за белешки и така натаму. Мислам дека коректно е да добиеме за сите 5 добиени решенија денес и утре во текот на работниот ден некаков материјал, ние како советници, бидејќи пред се се заработи за транспарентност, бидејќи ако продолжите на таков начин на работа, комисијата одлучила, градоначалникот ќе дојде наградите, после почнува постапка за јавна набавка и слично, се отворат многу сомнежи, според мене, аз сум сигурен и според многу граѓани на општина Битола. Како што граѓаните на општина Битола го иницираја да се изгради стадионот низ годините на назад, така граѓаните на општина Битола, преку нас советниците, без разлика на опозиција и власт, и го иницираат спортскиот комплекс. Затоа мислам дека треба да добие соодветна јавност целиот овој процес во следната оваа фаза. Зошто? Бидејќи тој проект пред се не го проектираше општина Битола. Значи имаше јавна постапка, која поздравувам, за идејно решение и така натаму и така натаму. Следиме објавите на
општина Битола и мислам дека во оваа фаза не треба да се задушува процесот и да се оставаат простори за сомнеж. Првен ова го говорам како советник, второ како граѓанин, трето како човек кој директно инволвиран во таа сфера во спортот. Да не должам со ова, мислам дека до председателката на комисијата, тука и председателката на советот, и вие како представник од одделението, договорете се, ако имате дозвола, или ако треба да побарат од некој таа дозвола, мислам дека коректно е, во најмала рака, ние советниците, да ги видиме тие проекти. Час и чест на рангирањето и не се сомневам во тој момент. Значи не се сомневам во моментот на рангирањето. Не сум експерт, меѓутоа, транспарентноста и јавноста на општина Битола треба да биде задржана на највисоко ниво. Ако веќе се фалиме дека ние сме една од најтранспарентните општини во континуитет веќе 5-6 години, без разлика која политичка гарнитура е на власт во општина Битола. Не сакам да добијам одговор на ова прашање, меѓутоа се надам дека ќе најдам на разбирање на сите чинители во власта на локално ниво и овој процес ќе добие во оваа фаза јавност и транспарентност. Сега со прашањата понатаму, гледам тука, вика вака, изградба на проекти, документација за поставување на фотоволтаици на јавни објекти под надлежност на општина Битола. Сакам да ве прашам кои објекти се земени во предвид, на кои објекти ќе се поставуваат фотоволтаици или на кои објекти имаме намера да поставиме фотоволтаици. Тоа е првото прашање, понатаму имаме други прашања, ќе едно по едно додиме. Веќе сме во постапка за јавна набавка за изработка на техничка документација за таа работа. Значи, училиштето, односно средното општинско училиште, односно долната гимназија, Тодор Ангелевски, и уште две училишта. Моментално, мислам Кукуречани дека беше и не ми фаќа за збор уште четвртата која беше. Така да во фаза сме на јавна набавка, кај ше испитана можноста да се поставува на тие, со тоа што имаме оставено дополнителни средства и за 2023 се даде предлог за дополнителни објекти каде што ќе поставуваме. Значи во фаза сме на јавна набавка, за некој ден ќе добиеме понуди. Бидејќи мислам на крај на годината и мора да се префрли во 2023, секако плаќањето ќе биде во 2023, затоа ова ставка е нешто и надоградена за идни објекти и идни проекти. Општината не е земена во предвид? Во оваа фаза не е земена во предвид. Добро, второ прашање. Вика проект за изработка на велосипедски патеки врз основа на сообраќајен проект за општина Битола, 80.000 денари. Што значат овие пари и која е целта во 2023 година за велосипедски патеки? Значи, знаете дека веќе имаме одобрен проект од полиција за, односно врз основа на сообраќајниот проект направен во 2014, имаме одобрение за поставување на велосипедски патеки во градот, направен е увид на тие каде можеме се да поставиме велосипедски патеки и остаена е можност покрај тоа што е таму предвидено, дополнително ако има потреба некаде да се изработи дополнителна проектна документација. Во оваа фаза веќе го рековме еднаш, го работиме градежниот проект за да видиме колку пари ќе кошта директното поставување, односно градежните зафати. И оставена е можност за дополнување на тој проект доколку има потреба до 80.000 денари. Да не испадне дека немаме ставка никаква. Меѓутоа постапуваме по тој сообраќајен проект одобрен 2014 година во кој што имаме само вертикална и хоризонтална сигнализација, немаме градежен дел. Тоа веќе го апдейтираме и го работиме. А ова е дополнување доколку се јави потреба на друга некоја локација кај што ќе треба да изработиме проектна документација да имаме 80.000 денари. Значи во 2023 година во Битола се уште ќе бидеме во фаза на проектирање на велосипедски патеки, така? Тие се веќе испроектирани согласно сообраќајниот проект. Значи локации имаме секаде, меѓутоа некаде физички реално не може да се постават, конкретно Васко Карангелиски, Партизанска,
на тие две локации ќе има. Меѓутоа има изработено по сообраќајниот проект, кај што реално не може да се постави. Така да ќе се концентрираме на тие реално кај што може да поставиме. Добро. Тука гледам, трето прашање, тука гледам реконструкција на улици во неколку села, да не ги именувам. Ова значи финансиските средства кои се тука некаде кај некој 100.000, некој 140.000, некој 90.000 денари, ова се пари за проекти? Целата програма на економски развој за проекти, за техничка документација, односно ова што е со кофинансирањето е да се обезбедат средства за кофинансирање. Во прилог 1 табелите сите се за изработка на проектна документација. Добро. Не сретнав, и јас може би спуштив, може не стои тука, го прашав граначалникот во моје советничко прашање пред, не знам, една или две седмици. Општина Битола на крајот од 2021 година се најде во една специфична ситуација со мостот кај Безистенот. Дали се предвидени финансиски средства за проектирање или увид на состојбата на мостовите во општина Битола? Тоаш добив одреден одговор од граначалникот, па са вие како мислам дека соодветно лице, мислам дека ќе можете да ми одговорите. Дали имаме потреба, дали имаме финансиски средства одвоени за истото и дали општина Битола во 2023 година ќе изврши проверка, не знам, контрола за состојбата на мостовите во нашиот град. Има предвидено, меѓутоа не е во програмата на економски развој, која ќе ја презентира Маријана Спасевска, програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, колку што сум информиран, а може и да, значи има предвидено средства, меѓутоа таму ќе се обратите, не е кај нас тоа, значи ние направивме увид на сите мостови заеднички со комуналното одделение и колку што сум запознаен во таа програма. Меѓутоа податоци точно колку средства се и како се, кој ќе ја презентира таа програмата, ќе бидете информирани. Добро, и уште едно последно прашање, бидејќи сметам дека вие со вашето одделение сте најкомпетентни за ова прашање. Во Битола се случува во последните месеци појава која требаше да се случи многу претходно, тоа одстранување на дивите гаражи и расчистување на просторот таму каде што се наоѓаат тие диви гаражи. Сега план за уредување на просторот на истите. Ке ги асфалтираме, ке ги рамниме, ке труваме чакал, ке правиме паркови таму. Дали имаме план? Значи идеја имавме, во ред, ги турнавме, прифаќам, и како граѓанин, и како советник. Меѓутоа сега шо понатаму? Мислам дека е тука клучното прашање, бидејќи видовме дека на одредени локации веќе неколку месеци состојбата е статус кво. Само рушење. Сега понатаму, тоа е добро од многу аспекти. Екологија, заштита, хигиена, модернизација и слично. Од многу аспекти е добро. Ама, дали ние имаме план, сите тие простори, десетина, мислам дека ќе излезат на крајот, да ги средиме во 2023 година. Во програмата за економски развој предвидени се изработка на некаква проектна документација за поплучување и така натаму на такви површини. Еве, ставка 65, изработка на проектна документација за поплучување на јавни површини. Значи имаме 200.000 денари. 200.000 денари. Со 200.000 денари немајме Значи 5 камиони да купиме, чакал сега со ова вредност. имаме и на други ставки кај можеме тоа да го финансираме, меѓутоа имаме ставки во кои што можеме соодветна документација да изработиме. Така да, а и не значи дека не можеме да промениме програмата или да дополниме со нешто што сега во овој момент е ваква состојбава, имаме предвидено 200.000 денари за такви изработка на таква документација. А во однос на другото за велосипедските патики, никако не спомнувате дека 11 км се планира да се направат велосипедски патики поврзување на горните села.
Значи јас не ќе да навлегувам во детали за програмава, затоа и кажав малку покрупните, ама пошто ме за велосипедските патики конкретно, значи не го спомнувате дека планираме да го поврзиме горните села Лавци, Брусник, Буково, Братиндол со велосипедски патики горниот дел. Значи и тоа е 11.000 и кусур илјади метра, значи 11 километра. Кај стои таа ставка, кај стои? Не знам точно, ви ќе видите, значи такви работи не спомнувате. Ама прашам кај стоите, не сум видел, прашам кај стоите да потенцирам, да ве пофалам. Не го спомнувате патеката со до Смолево, што исто така сега со кофинансирање, 14 милиона колку беше, кај што реално предвидуваме средства за кофинансирање, кај што имаме обезбедено пари од Пелагонискиот регион 7 милиона и да од Золешка градина до Смолево да ги направиме пешачките и велосипедски патики со пропратни содржини. Не го спомнувате 4 патики што му дававме поддршка на Extreme Bike клубот, кај што доби средства 6 милиони и 400 од министер за локална самоуправа, кај што веќе имаме 4 имат децата изградено 4 велосипедски патики Смолево. А ние му дававме поддршка и ги поддржавме. Значи тие работи не ги спомнувате, ми спомнувате сега за партизанска и некое метро велосипедски патики. Сакам само да ви напоменам дека имаме многу планирано и планираме со ваша поддршка нормално на сите советници тие работи да ги изградиме. Вака се. Значи во оваа ситуација тука, извинете, меѓутоа да не ги сменавме случајно улогите. Да не јас сум од одделението, вие сте советник. Значи јас ве почитувам како граѓанин, ве почитувам како службеник. Во ситуацијата, вие презентирате програмата, јас ве прашувам по однос на програмата. И ќе ве замолам да бидете коректен, бидејќи нити ве навредив, нити поставив некакви други несоодветни прашања, едноставно, тоа што читам тука, кога што читам, ве прашувам. А такви работи овде не пиши, а ако сакате вие, тука да образложите дополнително, пуштете сега едно писмо до нас сите, што замислувате вие самите. Оти ние немајме да бидеме во вашата глава или во главата на градоначалникот или на секретарот или на било кој. Ние советници тука работиме врз база на документи кои уредно ги добиваме. 7-8 дена пред седница. Значи ве молам да ми одговорите на прашањата, а не да ми кажувате што било направено и што ќе се направи. Тоа што се направи, се направи. Тоа што треба да се направи и сме го поминали во 2022 година, ќе се направи. Тука да дискутираме за програмата за економски развој 2023 година. Јас не измислувам, не кријам, тоа сакавте да кажете демек, јас ве прашам тука многу конкретно по ставките кои тука вие ги имате наведено. И претпоставам дека вие сте подпишани како изработувач или како представник на оваа програма. Тука јас сум советник доста години и секој сум бил најкоректен во делот на комуникацијата со службите и со колегите. Затоа ве молам, политички поени од страна на општинската администрација не се потребни. Политички поени тука има колегите, затоа сме ние тука, да бркаме политика и да кажуваме реалните состојби, чини не чини. А народот ќе суди. Ве молам да се држиме до дневниот ред, ве молам, да, политика не е тука. Мислам дека и... Така, дали имам уште некое прашање од ваша страна? Не, фала. Значи јас ако може, не ми беше целта, значи да поединечно ве молам само да се држиме до дневниот ред. Не ми беше целта да поединечно да ги образложувам сите. Под број 36 во програмата прилог 1 пишува елаборати за велопатики Братиндол, Дихова, Брусник, Лавци, Буково 11.300 метри. Значи само ја спомнав тоа дека може некој требаше да го спомни, да пофали, да рече планирате вие, добро, супер. Тоа ми беше целта, не дека политички поени некој или така натаму. Значи само ја презентирам програмата која 80 и кусур ставки има, поединечно да не ги кажувам сите во интерес на времето. Благодарам. Ви благодарам. Председателката на Совет се јави за збор, повелете. Благодарам. Венцо, благодарам за дополнувањето. Јас имам неколку прашања. Едно од нив е дали имаме проектна документација за Цане Василев, каде веќе се отстранети
гаражите и дали имаме изработен проект или дали планираме да изработиме и ме интересира дали имаме проекти во која фаза е кај ЈАД исто каде што се отстранети веќе целосно гаражите и во тие 80.000 денари кои што, усвари 200.000 денари мислам дека ги спомнавте, дали тука ќе може да побараме да влезе изработка на проектна документација за делот кај селската автобуска, каде што се отстрануваат веќе гаражите и делот горе Декорпот, кои одлуки ги донесовме пред неколку седмици, мислам. Мене чисто ме интересира дали имаме за овие и дали за овие двете локации може да се вметни изработка на проекти. Благодарам. После другото прашање. Значи за Цане Василев имаме проектна документација, поднесовме барање за одобрение, е стопирано одобрението со образложение дека треба да се изработи проект за рушење. Проектот за рушење е веќе во фаза на изработка, од кој ќе се изработи, ќе го доставиме и да го добиеме потребното одобрение. Во однос на ЈАД порачана е сообраќаен проект, значи првично сообраќаен проект согласно деталниот план, кој ќе го регулира сообраќајот на влез и излез од таа локација согласно деталниот план. Во фаза сме сега, значи тој е готов, треба да ни го предат денови или денес или утре, треба да го предат проектот. За внатрешниот дел кај што рековте кај селската и Декорпот и така натаму, значи ќе треба да се соодветно да се разгледат сите локации, да се види што има под дуп таму, како е предвидено и доколку има можност да се изработи соодветна проектна документација. Истото и за ЈАД. Битно е сега ние да го регулираме сообраќајот за ЈАД. Значи согласно ДУП проектот е прикрај и внатрешно како ќе се уредува што ќе се прави исто и за сите други локации, значи ќе треба повторно да се седне да се издискутира и каде може, што може и колку може. И нормално да се добие одобрение за сето тоа. Значи, прашањето ми е во текот на 2023 година можеме да рачунаме на некои локации дека ќе биде завршено уредувањето? Сигурно да, сигурно. Добро, благодарам. Ќе се вратам само малку на другото прашање за спортскиот комплекс. Јас бев дел од целиот тек. Ме интересира дали ваква постапка некогаш сме имале за некое друго решение, каде што сме имале јавен повик, комисија и откако ќе се одлучи презентација на сите оние кои што учествувале и ме интересира, јас искрено не ги памтам имињата, ме интересира колку архитекти и градежници беа дел од комисијата која што одлучуваше по идејните прашања. Ако имате некоја информација и дали се тие вработени во општината и имаат некакви функции. Во однос на досега дали сме имале конкурсни решенија, мене ми е познато дека имавме конкурсно решение за изработка на ерболите, така некако се викаше, и на Дулие. Значи кружниот тек Дулие имаше конкурсно решение за поставување на некаква опрема, конкретно јарболи, така ги има крстено, и за неа истата имаше презентација на идените решенија на трети спрат пред известно време, пред неколку години. Значи се презентират идените решенија да ги види јавноста, да ги види како изгледат тие идени решенија. Конкретно за комисијата беше составена од стручни лица од општина Битола и од представници од Советот на општина Битола. Вкупниот број сега точно не знам дали беше 9 или 11, се не ме фаќате за збор колку беа, меѓутоа беа сите стручни лица, раководители, компетентни лица, архитекти, инженери и представници на Советот на општина Битола. Така да комисијата е формирана од градоначалникот, согласно неговите законски обврски да формира таква комисија и комисијата изврши бодирање и ранг листа и тоа не и изготви записник и зошто, шо, како, кој го одбрал, зашто го одбрал и така натаму. Така да ова ќе биде изложба на идените решенија во офицерски дом. Презентација на идените решенија на јавност, да ги види сите, не е тоа скришно нешто. Значи ќе бидат презентирани и така. Благодарам. И последното прашање. Рековме дека имаме веќе
доколку што разбрав, готова проектна документација за фотоволтаиците, така? Или јас грешно разбрав за 4 училишта? Во фаза сме на јавна набавка за Значи, избор на проектанти за Добро, значи тие исто 4 и овие локации. 4 проекти, дали може да ги очекуваме дека ќе бидат реализирани до крајот на 2023 година? Значи во мојата програма е изработка на проектната документација. Тоа е Во завршено, така? Значи тоа е веќе го имаме ставено и надградено за Добро. идни објекти, за доколку него ќе анализираме и други И- објекти кај што ќе можеме да поставиме такви фотоволтаици, што не значи дека не може да се дополни. Мислам дека 400 или 500 илјади имам ставено сега за Добро. почетно за неја. Меѓутоа во програмата дали ќе се изведуваат, сигурно ќе се изведуваат. Ставено се сигурно во одделението за Да, ставени се, затоа и ве прашувам. Затоа ние мислам мора да се ставени, според мене. Сега тоа ќе го видите тоа програмите нивни. Колку се ставени, може се ставени. Не знам вредност колку е, значи а таа програма не е кај мене, значи во секој случај планираме да ги изградиме. На училишта кај што е сменета или кај што е во добра состојба кровната конструкција, кај што е ориентирана во прва фаза према југ и тоа се двата критериуми, што не значи дека тие што ќе бидат ориентирани према север нема и кај нив да ставаме, меѓутоа овие се неспорно и квалитетно и најдобри резултати би добили на тие сега во моментот. Затоа тие се 4 одбрани во Добро. почетна фаза. Фала многу. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Некој од таму дали крена рака прега или не? Добро. Петар? Извинете, само дополнување прашање. Допрва ќе се изработуваат, се предвидуваат средства за изработка на програмите за тие 4 или веќе проектната документација е во фаза на изработка и веќе помина тендер за проект? Во фаза е јавна набавка за изработка на техничка документација. Значи нема Нема, не. Значи за ден-два имаме отварање и ќе добиеме понудувач. Доколку е соодветен со вредност и со вредноста предвидена, и ако ги исполнува критериумите согласно Законот за јавни набавки, ќе биде одбран тој. Ако не, затоа што веќе имавме многу висока вредност и ја поништивме постапката. Значи во очекуваната вредност доколку не се поништува, така да и ова доколку е во вредноста ќе биде и ќе почне изработката, има рок 30 дена или сега не знам колку е, и за месец-два доколку е се окей, ќе имаме проектна документација во која што ќе ги изградиме. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Побрз беше? Да. Поведи Гаврил. Благодарам, председателке. Јас имам само едно прашање. Цела година се лажиме со градоначалникот за рекреативната зона Кркардаш. Сега ќе биде, после ќе биде. Гледам дека повторно ставивте за во 2023. Значи, воопшто ништо не е почнато, очигледно со тоа. Ете, една информација до кај сме со тоа и зашто е пак во 2023 поставена проектната документација за рекреативна зона Кркардаш. Значи ова е предлог програма, така доколку ја усвоите ќе продолжиме со активности и ќе повторно е ставена. Значи не се откажуваме од тие проекти што да речеме во прва фаза не сме можеле да ги изработиме од разни причини или има паѓале тендери и така натаму. Значи ставена е повторно во 2023 и планираме да изработиме таа документација. Да. Не е тргната, значи е ставена така да мислам дека ќе ја сработиме. Благодарам. Колегата Корлевски, повелете. Вака сега некои работи да ги расчистиме конкретно. За мултифункционалниот спортски објект, бидејќи понеделник ќе го видиме, бидејќи за нешто знаете, за нешто не знаете. Сега, колку ќе кошта, бидејќи ќе имаме комисија за финанси. Во буџетот е една ставка, бидејќи вие го знаете идејното решение, дали знаете колку ќе кошта тоа идејно решение? Бидејќи, пошто не се сетивте, имаше јавна презентација за фудбалскиот стадион Пелистер, пошто кога го отвара сега пред некој ден, пред неколку дена, рекоа дека е континуитет и тоа му текнало на Владимир Талевски, му текна 7 милиони евра и некој ги исплати тие финансиски средства. Сега, колку ќе му текни новој градоначалник за ова мултифункционална? Да не задолжи место 3, како што најави, 13 милиони. Пошто рековте ќе има подземни катни гаражи, па не знам таму претходно еден советник сега е директор на јавно предпријатие, вели е позната зона со подземни води, не знам кај ги имаше тие информации, па сега да не дојди до задолжување на општината за уште
други 2-3 советнички мандати на некој да исплаќа од собствени средства од буџетот на општина Битола, бидејќи НЕК не беше споменато. И вчера на комисија, кај што ние собствено како општина Битола градиме стадион со собствени пари. Сега ќе градиме мултифункционален спортски објект. Колку ќе кошта тој? Првото прашање тоа. Идејата колку ќе кошта, да речем, за тој објект. Значи, се уште сме на идено решение. Значи, не е основен проект тоа. Идено решение се 5 идени решенија. И рангирани прво, второ, трето место. Значи, се на идени проект, идено решение. Значи, точните вредности ќе ги знаеме од кои ќе се изработат проектната документација со сите фази. Може ќе претрпи иденото решение, може ќе претрпи измени, може проектантот ќе дополни нешто и така натаму. Меѓутоа во оваа фаза е неблагодарно да кажувам сега јас колку би коштало тоа, оти немам реални бројки. Точната вредност ќе се израчуна колку ќе биде, понеделник ќе биде само идеите кои ќе учествува на конкурс. Да, што поиќе? Идеи, да. Идено решение, се идени решенија. После тоа следи. Дека ќе има промена, дека После ќе тоа видиме следи. што ќе направиме, да споредиме со буџетот за 2023, дали нешто ќе се почне. Оти имаме една ставка, сега го имаме ние буџетот, да видиме, да споредиме, дали се склопва, пошто и во буџетот пише изградба на спортски комплекс. Сега да видиме дали се склопва тие финанси со тоа. Колку ќе ни требаат буџети, 1, 2, 3, 4, 5 за изградба. Значи сега само имам идејно. Јас ова за јавноста го спомнам, мислам, јасно ми е, апсолутно. Второ прашање што би сакал да поставам, во програмата од топ 10 проекти на градоначалникот беше основно училиште. Имате во фаза да планирате да го проектирате, идеја или било какво? Јас 10 пати го прашав од говорница, 10 пати не ми одговори. И имате видено програмата што е доставена за економски развој за изработка на техничка документација, во оваа програма не е ставен. Ако тоа сакате официјално да го слушнете, од мене не е ставено сега во оваа програма, што не значи дека не може да се стави во еднин. Апсолутно се согласувам, меѓутоа многу пати го поставаме, не е одговорено и сето. Уште една работа. Велите овде во ставката една секунда 47 урбанистичка документација за спортска сала во Долно Оризари. Имате подготвено, ќе подготвувате, има простор, маркица, имаме финанси планирани, ќе се направи. Конкретно бидејќи е нешто ново, прво, што го гледам ака. Значи не е ново и минатата програма во 2022 беше ставено ова, не е ново, планираме таму да испитаме можноста да се изработи, да се изгради спортска сала за училиштето, да. И затоа е ставена ставка за да се изработи проектна документација урбанистичка. Има разни типови на урбанистички документации кои треба да се изработат, кој тип ќе видиме, значи треба да се направи урбанистичка, тоа е почетната фаза за да го изградиме тоа училиште, таа спортска сала таму. И последно што би сакал да ве прашам, и за јавноста е битно, пред малку колешката ве праша за овие локации кај што има со тргнување на гаражите, што и како е направено, и споменавте согласно детален урбанистички план, како што е кај како го викате, старата автобуска и така ќе биде и кај ЈАД. Согласно деталниот урбанистички план во ЈАД е катна гаража. Сега ќе би катна гаража, паркинг ќе види, простор ќе види, што ќе види? Парк ќе види, јавна површина. Ако е според детално, она како што рековте пред малку, според детален урбанистички план ги подготвувате документациите, значи таму ќе има изградба на катна гаража. Ако јас добро ве слушнав. Според деталниот урбанистички план ќе имаме сообраќајен проект за катна гаража. Сообраќајен проект за функционирање на тој дел според деталниот план, сообраќајен проект. Сообраќајниот проект ги третира влезовите и излезите на улиците, кај што се регулира сообраќајот. И за тоа ќе добиеме согласност од полицијата дека е согласно детален план и дека тоа е така предвидено во деталниот план, сообраќајен проект. Во моментот се работи сообраќајниот проект за влез и излез од локацијата за
подетални урбанистички план. Тоа што ќе биде, како ќе биде, во оваа фаза, ви кажав, значи сега сме во фаза на изработка на тој дел. Почитуван од општина Венца Шишкин. Значи, сообраќајната студија ќе ја дај службите од Министерството за внатрешни работи за там. Меѓутоа, зашо? Вие ако му речете дека ќе се прави за парк, ќе ви речат пример да може, не може. Или сообраќајната студија ќе биде за паркинг, да може, не може. Или сообраќајна студија за катна гаража. Многу е просто едноставно. Зашо ќе биде изработена? Значи, или може ќе биде сообраќајна студија за, не знам, за нова болница. Че сигурно таа сообраќајна студија се заснова врз кои се потребите позади тоа. Што ќе се прави? Значи, ако има потреба од катна гаража, сигурно ќе барат некои поголеми детали, некои поголеми обврски. Ако се за паркинг, нешто друго. Ако е за место за рекреација, сигурно помало опфат. Значи, јас не сум во таа фела професионалец, меѓутоа, врз што ќе се, прашањето ми е врз што ќе се базира таа сообраќајна студија? Што се изработува? Или што е нарачена, подготвена за да се прави? Значи не е сообраќајна студија, сообраќајен проект. Се вика, тоа е нарачано и полицијата не е надлежна да дава мислење за реализација на ГУП или ДУП на локацијата. Значи таа го регулира сообраќајот и за тоа дава согласност. Значи не дава како маркицата ќе се разработи, дали ќе биде ваква или таква или онаква. Таа го регулира сообраќајот на јавните сообраќајници, како ќе биде и од кај ќе биде и соодветни сообраќајни знаци и така натаму. Не го детектира и не ја интересира полицијата, маркицата, дали ќе биде и каква ќе биде, да речеме, спортската сала, колку ќе има подземни, надземни ниво и така натаму, ја интересира влез на јавната сообраќајница и излез и влез од таа локација. За тоа се работи сообраќајниот проект. Не интересира конкретно и не дава никакво мислење за таква работа, вие што тоа сакате да го наметните прашање. Значи, исклучиво се грижи за сообраќајот, влез и излез од таа локација на улица Борис Кидрич и Рузвелтова. Со соодветни сообраќајни знаци и така натаму, рампи, ова, она, се што треба што го регулира сообраќајот. Почитувам Венца Шишкин. Ние сакавме да ги смириме улиците во градот. Од Мобара ни рекоа дека тие сообраќајници се со магистрално значење. За да ги смениме, треба да смениме детален урбанистички план. Сега, СВР лажи или неточно ни информира, бидејќи не можеме да правиме смирување на одредени сообраќајници во градот, или пак сами се лажиме тука. Да ги интересира СВР. Јас предходно, една друга ваша колешка ми спомнуваше дека некои објекти, според нивното знаење, познавање и така натаму, има некои други информации кои ќе ги разговараме утре, здрави живи на комисија, за лажни скелиња и такви работи. Сега, за не се доведуваме во лажење. СВР да ги интересира и за паркингот и дали е подземен или надземен. И пожарната дали е во едносмерна или во двосмерна улица. Така се прави студијата. Не се прави студија, сакаме да имаме на еден паркинг 2000 возила, ама немаме сообраќајна студија. Ако планираме ние паркинг во кој што ќе имаме 200 или 300 возила, сигурно дека таа сообраќајница ќе пристапи поголеми промени. Јас се извинувам, значи да се држиме до дневниот ред, ве молам. Значи Штована прашањата... председателке, ако ga пратите програмата за економски развој, а ја пратите се надевам, Така. се работи за програма за економски развој што се Да, планира. ма не се работи за правилно размислување, неправилно размислување, ве молам. Значи внимавајте кога се разговара и со представникот од општина. Се извинувам, значи треба да се прашањата директно од дневниот ред. 5 минути пауза да ми се дај записникот кога му реков неправилно размислување. Дали има некој друг спор? Побели, колега. Океј, значи, уште едно прашање ме поттикна целата дискусија за тој спортски комплекс, имам до представникот од општината. Значи, дали информациите во јавноста кружат дека во дискусија со градежници и слично, дека таму на тој потека што треба да биде граден спортски комплекс.
Сега слушнавме дека ќе биде на неколку спрата со подземни гаражи и слично. Дали нема то подрачје во нашиот град проблеми со подземни води, бидејќи знаеме дека тука се наоѓаме во подножието на тој предел од Ридот и така натаму, не знам точно како да се изразам, значи дали ние нема да се соочиме со дополнителни проблеми, како што кажа колегата, утре други ден, то од планирани 3-4 милиони, да дојде 5-6 милиони евра, за дека треба ние да се спасуваме некои атмосферски канализација, атмосферски води, бидејќи јас често рекреирам, се движам на тој предел и гледам гражданиците со кои проблеми таму се соочуваат, дека навистина таму поради Ридот, поради природата и така натаму, дека има атмосферски одредени влијанија. Дали е земен тој факт во предвид и дали мислиме дека таа локација е последната идеалната. Не го зборам да го закочам процесот лично, да не бидам тука извртен со одредени тези, значи често патувам во странство, така ми е природата на мојата друга професија, значи сите такви спортски мултифункционални комплекси, генерално, јас се среќавам со таа појава, се надвор од градот. Дали не можевме ние да размислиме како општина Битола, не знам, гласно размислувам, кој што е сега спортскиот полигон, например, на локација или не знам на кој друг дел од градот, во периферија, да изградиме спортски комплекс кој би имало и друга намена, голем паркинг, па на тој паркинг утре да можеме да организираме, не знам, други манифестации, не знам, изложби, не знам, кино, концерти и слично. Значи, дискусијата ми е во два правци. Првата, дали е таа најсоодветната локација во градот, и втора, дали ќе се соочиме можеме да се соочиме со сериозен проблем кој се вика подземни атмосферски води. Доколку таму навистина правиме тоа го подземни паркинзи направиме. Ако сметате дека може да ми одговорите на ова прашање, ако не, ќе си прашам на друг начин и во други дистанци. И до претседателката, значи искрено ве замолувам да вие како претседателка на оваа комисија, бидејќи тука разговараме за овој спортски комплекс, ќе разговараме можеби и некој друг од комисиите, да навистина, не знам, до утре се погрижите да ние како советници ги добиеме проектите. Ако е можно, не знам, некако одредени скици, знам дека е тоа обемена материја, одредени скици, одредени образложенија и слично, некој помал формат со кој ние треба да бидеме запознаени, според мене. Да, јас значи ќе се обидам, ништо не обикавам, но ќе се обидам. Да. Во однос на локацијата, тоа е според ДУП. Значи сега правиме ГУП нов, спортски комплекси има и на други места, доколку предложите, може да се напрати под ГУП да бидат и такви работи. Конкретно зборуваме за локацијава, таа е тоа. Дека таму има подземни води, има, меѓутоа на тој дел кај што ќе се гради, ќе се направи геомеханички истражни работи конкретно на тој дел, затоа што и ќе ги дадат резултатите, точните резултати како ќе биде. Јас ќе ви кажам дека, пошто целата област тамо во Арама, јас имам практично градено, во елаборатот, што го имаше за градинката, не пишуваше дека толку е подземната вода висока. И така натаму, и така натаму. Конкретно на таа локација, кој ќе се почне со основниот проект, прво се работи геомеханички истражни работи, кои точно ќе покажат на кое ниво е се очекува подземните води, дали ќе има таму подземни води, затоа што тоа е малку повисок дел од овој другиот. Јас не можам да кажам сад баш таму дали ќе има, затоа што подземја нормално не се знае како е, ќе се направат дупнатини, ќе се види слоевитоста на земјата. На Ридот горе нема води, така да во долот кај што работевме со градинката и другиот дел има подземни води, практично подземна река има таму. Меѓутоа во овој дел кај што е повисок дел и се очекувам јас, мислам стручно ќе се види како е, може да има и карпа и така натаму, меѓутоа ќе се направи лаборат, па ќе се види точно состојбата каква ќе биде. Нормално технички решенија постојат и во таква ситуација. За да се направи изолација нормална како што треба, дренажи се прават и така натаму. Меѓутоа ќе си покаже лаборатот конкретно за таму. Еве, например, исто така ќе ви кажам, елаборат правивме за пожарниот дом, протопожарниот дом, кај што не покажа дека ќе има подземни води таму. Значи, тоа е основно. Геомеханика се прави, па после сето друго се планира.
Благодарам. Благодарам. Петар, колегата. Повелете. Извинете, имам дополнително прашање, дека спомнавте дека веќе според ДУП е предвидено таму спортски комплекс. Дали веќе според ДУП предвидено спортски комплекс или доправа ќе треба да го менуваме деталниот урбанистички план? И како што кажавте, изработка на ќе влези во новиот генерален урбанистички план кога ќе биде. Колегата ваш ме праша дали постојат други локации кај што може да има таков да се планира. Значи може да се планират, сигурно и постојат по ДУП и по ГУП, меѓутоа во новиот ГУП сигурно ќе се планира. За конкретната локација, дали веќе... За конкретна локација спортски и рекреативен центар, така како што знам, јас е таква е намената, спортско-рекреативен центар. Или спортски, важно е за спорт, конкретно е за спорт. Бидејќи на страната на општина Битола ше веќе објавен детален урбанистички план, стои како зелен појас. Затоа ми беше дополнително прашањето. Дали сигурно е локацијата според ДУП спортско-рекреативен комплекс, бидејќи малку е нелогично да трошиме пари за изработка на проектна документација на локација каде што не е предвиден спортски комплекс, па потоа да настанат дополнителни финансиски импликации за промена на тие проектни документации и слично. Конкретно да ви кажам дека за АРМА 2 ќе мора да има измена детален урбанистички план од повеќе аспекти. Значи од многу повеќе аспекти треба да има промена. Дали ќе има за ова или нема да има, тоа не може да ви кажам. Меѓутоа таму тој ДУП како што е донесен таков треба да претрпи измени ради повеќе аспекти. Конкретно ради водите што идат од озгор и така натаму. Значи горе водите од озгор што идат не се третирани никаде да се примат, освен така како што сега си течат. Значи, тој е неминовно да има измени тој ДУП. Неминовно, да. Дали не е подобро први да се направат ќе се соочиме со проблеми таму и таа вода од озгора се прифати да се да. Да, ама дали не е подобро да прво да се направат тие измени, па потоа да се обезбедуваат средства за проектни документации, ти како граѓанин, пример, кога некој сака да си направи сопствена куќа, прво ја обезбедува локацијата, вади градежни дозволи и потоа оди на реализација кон истото, да не трошиме за џабе пари општински. Во таа смисла ми беше прашање. За колегата, јас го гледав фотојогласот што е објавениот, проектната програма за дел 1. Овде пише изградба на спортско-рекреативен центар во општина Битола на КО Битола 1-2, ГП број 1517 е планирана во рамките на ДУП на АРМ четврт 2 општина Битола. Согласно изводот од ДУП, градежна парцела број 17 во блок 15 од четврт 2, а во следните параметри намена пиши D3 спорт и рекреација со компатибилни намени. А4, Б1, Б2, Б3, Б4, Б6 и В3 со максимум 40% застапеност. Површина на ГП од 9597 метри квадратни со површина за градење 7357 метри квадратни. Ова е во огласот кој што е објавен во проектната програма за дел 1. Ова е напишано. Фала. Благодарам. Председателке. Во контекст на прашањето на Петар, значи и претходно кажав, и на една седница кажав претходно, дека единственото прашање кое јас како советник го поставив на таа комисија беше дали имаме чиста парцела. Еве, јас вас ве прашувам како колега, не знам, мислам дека сте програмер, така? Јас врска немам од програмирање. Ако вие мене ми речите дека ова е во ред, треба да ви верувам. Значи, мене лично, ми одговорија професионалци вработени во општина Битола, дека имаме чиста парцела за изградба на спортски комплекс. Во секое време, слободно можете да побарате информација од јавен карактер и да добиете записник дека е прашано и дека е добиен таков одговор. Затоа сакам сите да се поштедиме од 10 пати исто прашање, бидејќи и јас, исто како вас, сносам овде одговорност за се и ако мене некој ме лажи, јас ве лажам сега вас. И добро е што ги отворивме некои работи, меѓутоа на крајот од денот, ниту јас, ниту вие како советник работиме внатре, туку затоа има луѓе кои си одговараат за својата работа.
Таа е информацијата која јас имам добиено. Ви благодарам. Ви благодарам. Колега Корлевски. Ова е катастарот. Колеги, зелена површина. Ова е катастарот. Институција на Република Северна Македонија. Зелена површина. Една секунда, пошто си во право, јас имам едно барање до председателката, дали може да побараме раководителот на урбанизам на општина Битола да дојде да ни објасни. Барам 10 минути пауза, Нема проблем. доколку е слободен да дојде да ни објасни, за да не шириме политички Точно. говори, да не се расправаме, сепак оној кој е најодговорен и најповикан, нека дојде да ни објасни. Благодарам. Значи 10 минути пауза. Продолжуваме со прашањето на колегата Корлевски. Тука е представникот од општина Битола, секретарот Борче Димитровски. Ве молам сега едниот Борче, постави го повторно прашањето, за да го одговори секретарот. Почитуван секретар, начнавме на тема околу мултифункционалниот спортски објект и се разви дискусија, идејно решение, едно друго ти реков, ме рече, да не навлегваме на тие работи, да не ви парафразирам, беше прашањето конкретно дали маркицата на која што е предвидено да се гради е зелена површина, според оние информации што ги има од катастарот, или е предвидена за градба на мултифункционален спортски објект. Прашањето беше до економски развој, од причина што колегите заедно развија дискусија дали прво треба да се направи пренамена на земјиштето во смисла, тоа ни го назначи службениот представник од општина Битола дека поради многу потреби ќе има многу пренамени на земјиштето таму во Арама заради потребите кои што ги планира општина Битола, меѓутоа конкретно прашањето беше дали во моментот е или пак во иднина ќе се пренаменува согласно идејното решение кое што како што разбавме во понеделник ќе го видиме, пак понатаму ќе се оди на проектирање и така натаму. Мислам дека бев јасен. Да, благодарам на прашањето. Добар ден до сите присутни и до граѓаните кои што ја следат комисијата. Со оглед на тоа што комисиите се јавни и се снимаат, се надам дека нема да биде многу опширен, меѓутоа мора да се образложи по-детално целата ситуација и целата постапка. Значи се работи о следното. Општина Битола неколку пати во текот на 2022 година нагласи дека до крајот на календарската година ќе излезе со идејно решение за спортски комплекс. После бројните анализи кои што се правеа, проценката беше дека многу ќе биде посоодветно најпрво да имаме одредено идејно решение, за понатаму да имаме повеќе опции и поголема флексибилност кон следните чекори кои што ќе следат. Исто така, откако дефиниравме дека ќе се оди со идеен конкурс, многу размислувавме дали да се оди на варијанта со незададена, не е правилно ова се можеби стручно архитектонски кажано проектна задача, туку да биде едноставно идеен конкурс само за спортски комплекс кој што би се поставил едноставно кажано народски било каде, или да имаме конкретна проектна задача и конкретна документација врз основа на која што оние кои што ќе аплицираат да ги имаат соодветните параметри, не само во дел на исполнување на стандардите, конкретно овде стануваше збор за ЕХФ стандарди, бидејќи таа сала пред се независно на тој мултифункционален карактер ќе е потребна и е барана години во Битола за интернационални ракометни надпревари. Се овде не сакам никој грешно ме свати дека фаворизираме некој спорт, меѓутоа тоа е суштината и колегата Корлевски добро, мислам, знае и упатен во тој спорт и конкретно со тие проблематики. Значи, од една страна во идејниот конкурс многу добро се образложија и дел од проектната задача беа параметрите и кои што треба да се исполнуваат со цел да може да играме интернационални, односно меѓународни ракометни надпревари во тој спортски комплекс или во таа спортска сала, а од друга страна исто така дел од документацијата беше изводот од детален урбанистички план за конкретната парцела
на кое што треба да врз кое што треба да легне, односно да се гради во иднина спортскиот комплекс. Согласно цела постапка во која што беа вклучени повеќе стручни лица, значи архитекти и градежни инженери, најпрво се разгледуваа сите варијанти и се процени дека варијантата во која што ќе биде параметар и извод од детален, врз основа на кој што ќе се планира објектот, да биде дел од конкурсната документација. Не би бил изводот детален дел од конкурска документација доколку самата парцела не би имала соодветни намени за таму да може да се градат спортски игралишта. Така да доколку стануваше збор само за зеленило, немаше да биде потенцирана парцелата. Сепак, правно ќе кажам дека и колегата, раководителот на економски развој, правилно кажал дека доколку има потреба од било какви промени, измени и прилагодувања, сите тие се секако можни, бидејќи доколку следна фаза би била изработка на основен проект. Во фазата на основен проект, еден од основните документи е извод детален план. Ако нешто не соодветствува, самиот орган, општина Битола, кој што ги издава одобренијата, нема да може да издаде одобрение за спортски комплекс, како што беше предмет на идејниот конкурс. Меѓутоа, тоа би било во следните фази. Она што е важно, а не овде сега јас да бркам популизам, е дека јас се сеќавам најмалку дека 10 години се зборува за спортски комплекс нов во Битола. Се сеќавам дека ВМРО ДПМН во 2016 го имаше во програмата за парламентарни избори. Мислам дека и СДСМ го имаше. Многу добро се сеќавам дека СДСМ го имаше во програмата за локални избори во 2017 година. Исто така и ние го имавме во програмата за локални избори во 2021 година. Меѓутоа, досега беше или дел на желби, или дел на пресконференции, или дел од програма напишана на хартија и електронски делена по Фейсбук или не знам каде. Сега прв пат, после сите тие ветувања кои што и двете партии ги имаа, не знам дали од некоја трета страна доаѓал предлог досега, може би доаѓал за спортски комплекс нов во нашиот град, прв пат во понеделник ќе може да видиме конкретни решенија како таа спортска сала би можела да изгледа кога би се изградила. Значи, досега тоа го немавме. И затоа многу внимателно кажавме дека сакаме да изработиме идејно решение. И на база на тоа да ги видиме сите можни параметри и можности кои што се нудат преку идејните решенија. Денес сум тука, дојден не само како секретар на општината, бев и председател на комисијата која што одлучуваше по конкурсните решенија, затоа сум тука присутен. И можам да кажам дека 5 предлози, секој на свој начин, има многу предности и за вкусови ќе може да се дебатира, може би она што е прво рангирано за некој нема да биде најдобро и обратно, меѓутоа секогаш е добро кога имаме одредени понудени решенија и сите направи одредена соодветна разработка врз основа на главните дилеми, дали на таа парцела е возможно да се проектира сала која што ќе има, мислам дека стануваше збор за околу 5000 гледачи, за да ги опфати повторно ќе кажам тие ЕХФ стандарди, а работиме на тоа да изложбата биде во целост детализирана и професионална, да сите и лаиците и стручната јавност да може да види конкретно за што станува збор. Толку, ако има дополнителни прашања, тука сум. Благодарам. Дали има некој друг спор? Некој прашање? Победете, Илиевски. Само да кажам, бидејќи тука секретарот, секретаре, благодарам за малото образложение околу постапката и слично. Меѓутоа јас побарав дека мислам дека ние како советници
веќе во оваа фаза треба да почнеме да бидеме запознаени, побарав до председателката. Ако е можно, ние петок, сабота, понеделник, не знам кога, да добиеме одреден материјал да разгледаме. Знам дека тоа е материјал, обемни фајлови и така натаму, ретко кој знае да ги читат и урбанистички фајлови и така натаму. Меѓутоа, не знам, некоја скица, неко образложение, да видиме. Мислам дека треба да работиме на транспарентност и коректност. Не се сомневам дека таму некој сака да направи нешто најдобро можно од тоа што таму треба да се случи. Затоа мислам дека ние како советници треба да добиеме тој материјал, да го добиеме во скратена форма, нормално, пак потенцирам, бидејќи така сметам дека треба да биде. Образложение слично прв, втор, трет, петти. За кога ќе дојме таму во понеделник, да знаеме малце појќе од останатата битовска јавност, бидејќи на крајот од денот ние сме прво повикани, Советот е прво повикан сите тие работи. Ние тука ги гласаме парите, ние даваме можности да се изгради стиот и така натаму. Не е ова заради кочење и слично, значи чисто заради транспарентност и информација наша. Мислам дека така е нормално да биде. Вака са за јавноста. По транспарентен начин од идеен конкурс, отворен и објавен, нема. Ама конкурсот е јавен за сите граѓани. И за советниците меѓу другото. Значи може и да се најде, ние можеме да го испратиме. Во конкурсот беа дефинирани проектните задачи. Се извинувам ако терминолошки грешам во нешто тоа што кажувам стручно, па ќе има некој архитект ќе каже дека не требаше така да каже секретарот. Меѓутоа генерално тоа е. Значи и изводот детален за парцелата на која што се однесува и исто така останатите параметри кои што беа наведени. И тоа целоси беше јавно, конкурсот траеше мислам 75 дена на крај. Прво беше 60, го продолжив уште за 15 дена. Имаше 9-члена комисија која што ги разгледуваше трудовите и предлозите. И тие трудови, секогаш конкурсите завршуваат со изложба и со презентирање. Нема да има ништо различно во тоа што ќе се презентира, бидејќи тоа се завршените видувања. Значи документите за кои што зборуваме беа веќе објавени и си постојат и денес, кога би се нашол конкурсот, мислам објективно. А самите трудови како трудови се авторски трудови кои што технички сега сме во фаза на откупување. Ние не можеме овие фајловите што се во AutoCAD или не знам како се работени, да ги испратиме до сите советници, бидејќи прво сега е во фаза пред изложбата на исплата на средствата за трудовите, тој авторски труд е сработен. Значи, ние ги чувавме во заклучена просторија, одвоени и така натаму, значи не се работи тоа за нетранспарентност, се работи за авторски труд на некој кој што го работел тоа. Во секој случај, не е идејата изложбата да се направи и никој да не добие одговори. Конкретно со изложбата ќе се добијат одговори, но уште еднаш потенцирам. Без да бидам спинован на тоа што го зборувам, меѓутоа ние зборуваме за идејно решение како би изгледал спортскиот комплекс со конкретно зададени параметри. На големина толкава парцела, на таа локација, дали е возможно да ги има таа бројка на публика и ќе видите таму има различни. Има некој кој што оди, не знам, надолу 12 метри или не знам колку, тие ќе ги има деталните описи. Има некој кој што не предвидува толкави подземни гаражи, паркинзи или делови и се различни видувања. Има различни стилови, меѓутоа сето тоа колега Илиевски си биде јасно и транспарентно и нема што да се скрие, бидејќи тоа е завршениот труд на база на параметрите кои што се задали. Сега, зборуваме за идеен конкурс. Ако зборувавме за основен проект, кој што општината го нарачала без да биде консултирана по широката јавност и пред се советниците, тоа ќе бевме во голем проблем на нетранспарентност, бидејќи сепак зборуваме за една многу крупна работа, која што независно кој ќе ја реализира, ќе подразбира една поширок консензус кој што треба од граѓаните да се добие. Бидејќи еден спортски комплекс нема да кошта 500.000 евра или 1 милион. Сега тука треба да бидеме објективни и реални. Така да, кога сите тие факти ќе се согледаат,
Токму од причините има луѓе што сакат многу спорт во градот, има луѓе што не сакаат спорт. Мислам сега отворено говорам да не биде ова сватено погрешно. И можеби и ваквите објекти, како на времето кога се градел, не знам, Центар за култура, па уште не може да се преболи основано рушењето на стариот театар, и спортската сала кога се градела и други круцијални објекти, не знам, и хидросистемот Стрежево, бараат и пошироки консензуси понатаму. Оти ние можеме сега да изработиме, кажеме, еве сега имаме и маркици, имаме и основен проект. И кошта 12 милиони евра. Океј. Ама ги знаете дебатите за стадионот, па се на крајот дојде дилема кој како платил, кој направи. Стадионот е на граѓаните, парите се објективно на граѓаните, фактите се кој почнал, како завршил, како плаќал, можеме до утре да се докажуваме. Меѓутоа таму најдобрата работа од сите работи е што општината не се задолжи во таа фаза и после можеше Наташа Петровска и тогашната власт да се задолжи дополнително за да донаправи 15 улици во Долно Ризар и не знам во кое друго место. И овде бевме советници, знаете што зборам сега во моментот. И парите се исплатија со ресурсите кои што ги имаше општина Битол. Иначе сега зборуваме за буџетот, ние 34 милиони денари најмалце треба од 2023 да ја платиме од стадионот. Најмалце. Толку. Согласно договорот кој што го имаме и завршените ситуации кои што се дојдени. Така да и овде зборуваме за проект на граѓаните. И затоа кажав свесно, спортски комплекс се ветувал многу пати. Треба граѓаните прво еднаш да видат како тоа би изгледало и после за брзо да се утврди колку тоа би коштало. Бидејќи следната фаза ќе биде многу добра проценка врз основа на оти ќе видите таму, а нема никој да го наведувам, има феноменално современи решенија кои што се поскапи. Има многу добри решенија кои што многу подобро би се вклопиле во целината, меѓутоа не личат на јајцето во Пекинг во 2008 за Олимписките игри. Имаше едно време еден конкурс за универзална сала и победи прворангираното решение, тоа кошташе, не знам, некои си 50 милиони евра се направи. Наиво беше. Сам реално. Сега добро е дека најголемата победа во оваа ситуација е што немаме ни еден предлог сам, имаме 5. И согласно конкурсот ние ги откупуваме авторските трудови на сите 5 решенија. Имаме варијанта да направиме проектна задача комбинирана од сите искуства. Бидејќи работевме сега и на проектна задача за противпожарна зграда, општина Битола не гради секој ден високоградби и можеме наназад да вратиме дека е така. И ни беа потребни неколку месеци за многу соодветно да се зададат конкретните параметри. Едно е нискоградба, друго е високоградба. Ова е специфичен објект и клучната работа при изготвувањето на основниот проект ќе биде конкретноста на проектната задача која што ќе се зададе. Така да не го кажувам ова политички. Транспарентноста е вистински запазена и ќе биде во цела процедура. Основната идеја е да граѓаните и советниците и сите ние да ги видиме конкурсните решенија кои што се добија на конкурсот, кој што беше максимално транспарентен. А никој ништо нема причина нити побуда да скрие уште повеќе што баш ќе биде добро да се видат реакциите на граѓаните од она што е добиено како финален производ, бидејќи таму тоа што можев јас да го видам со одредено моје искуство, а сега кои стручњаците кои што беа дел од комисијата што се директно во областа, значи има сериозни трудови и сериозно разработени. Бидејќи во тој период не е ни едноставно толкав голем, иако беше само идеен конкурс и таму не се опфатени сите фази, сепак се ценеше до кое ниво се разработени и како се дефинирани параметрите. Значи ние не баравме само некој да ни дај цртеж па како тоа ќе личи. Туку таму има и разработка врз основа на што сите тие работи се базирани. Ви благодарам, секретар, за корисните информации што ги добивме. Се надевам дека задоволни сме од тоа што го побаравме и дека материјалите, колега Методија, дека понеделник ќе се видат. Не, исто така добро е и тоа го размислувавме
еве баш пред седмицата ќе биде изложбата. Ако сакавме да е нешто нетранспарентно, ќе беше на 30 декември. И после тоа, следната седница, не знам, зависи како е ритамот и движењата и сите работи, ќе беше многу подоцна и тогаш можеби ќе се отвараја сомнеж за некакви нетранспарентности, сега апсолутно ќе ги имате видено и ќе може да се дискутира и да се дебатира, пошто точно е споменат во еден дел од програмите и нема да биде ни вон контекст и било како. Мислам, затоа е баш во понеделник и многу се потрудивме во сите ангажмани, знаете, секаде пред Нова година се зголемуваат ангажманите, имаме респект спрема сите професии и во општина е така, меѓутоа даваме максимум да ја организираме таа изложба, да се биде професионална како што треба, за да може еве и советниците, во тој дел ќе биде таа транспарентност, да ја дебатираат на седниците како се на 27 и на 28. Да, благодаря. Да, поверете колега. Секретар. Значи, почувам секретар, тоа ни беше и целта на дискусијата која што ја водевме. Значи, за да резимираме, да бидеме јасни. Не за да не деструктивно, уште од првата седница, јас од говорница му собратив на градоначалникот, во кој што во планот во ова веќе што измина 2022 година беа предвидени месечини 3 милиони евра за изградба на мултифункционален спортски објект. Од прилика, значи 3 милиони евра во развојната програма. И тогаш беше дискусијата дека сакаме да направиме професионален или за општа употреба на граѓаните. И добро е ова што го напоменавте, тоа и го баравме и од луѓето кои што доаѓаат од општинската администрација, за јавноста да му биде јасно дека сме сериозни, дека сакаме да изградиме нешто што е по стандарди и што ќе биде новитет за граѓаните, за развој. Значи, кога зборуваме за развој, тоа значи дека ќе опочнеме ова година, ама нема значи дека ќе завршиме ова година, туку ќе треба 1, 2, 3, 4 буџети. Бидејќи ние истото беше се случуваше кога беше стадионот. Направивме презентација, прекрасна. Значи и сега да ја видиме и ден денес, можеме на Google презентацијата од фудбалскиот стадион кој што беше планиран, да не ме фати, не знам, 2014-2015 година. Така беше 2014 ми се чини, па во 2016 кога започна со таа работа, па стигнавме кога видовме дека за една, са ни велат трибина, не е баш трибина, ама со сите стандарди, ојде преку 7 милиони евра да исплатиме за тоа. Затоа велам, целта беше да ќе понудат идејно решение, меѓутоа и добро е тоа што го споменавте, колку тоа ќе не кошта нас. Не можеме да направиме некој да ни даде идејно решение, не знам, како во Јапонија, да не ве парафразирам, да не ви споменувам, меѓутоа колку ќе тоа кошта. И затоа споредбата ќе ни беше неадекватна во понеделник да имаме комисија за финансии, во која што ќе зборуваме за одделени средства за не знам, за мултифункционален спортски објект, кои што ќе бидат за 2022 година, ама нема да се одействуваат со она што ќе го видиме во реалноста, бидејќи ако видиме во понеделник едно идејно решение во кое што еве на пример основна цел е да има изработи идејно решение за спортско-рекреативен центар кој што ќе вика според огласот, го читам огласот, бидејќи го имам спуштен и го работевме со луѓе во кои што ќе има иновативни идеи, кои што ќе бидат креативни, модерни и оригинални, во кои што ќе бидат во потреба на граѓаните и за квалитетот на животот во градот. Тоа можеби да кошта многу поќе пари од буџетот кој многу буџет изборам до крај на мандат, можеби и во наредниот мандат. Значи тоа не го спорувам. И тоа беше тука загонетката околу која што се дискутиравме, дали тоа идејно решение финансиски, пошто ние како битолчани веќе се навикнавме се сами да си правиме. Стадион сами си правиме, са спортска сами ќе си правиме. Едноставно така дали се оставаме или па си клаваме еден предизвик, што е добро да му докажеме можеби на државата и дека ако сакаме и ако имаме желба дека ќе го направиме тоа за интерес на граѓаните, тоа е веќе одлично, меѓутоа тука е да знаеме колку ќе можеме да го оствариме тоа нешто и колку ќе ни требаат буџети. Тоа беше во смислата, мислам, прашањето зошто идејното решение, какво ќе биде, дај да го видиме, значи не дали нетранспарентно апсолутно, штом се работел имаше еден конкурс, уште еден да се работи, го читам во детали,
И сега, и затоа беше, дали ќе правиме пренамена на земјиште, па таке кошта нешто друго пари, па подземни води се уат и 300 разни работи кои што се уат и со градинката се уа и така натаму, така да тоа ќе кошта сето тоа финансии. Од таа цел, за не бидеме погрешно разбрани за јавноста, сметав дека треба ова да го надополнам и да го спомнам искрено и пред вас и пред јавноста, значи која ни беше дилемата околу мултифункционалниот спортски објект. Ви благодарам. Само кратко и ќе завршам и ќе се извинам, имам мислам и други обврски, ако има уште нешто нормално ќе останам. Колега Корлевски, значи токму таа разлика што треба да се прави. Нема да кажам дали за пред 4 години или за кога, ние за разлика од претходната локална самоуправа малце повеќе слушаме. Зошто? Значи сите тие дискусии и дебати кои што се разговараат тука и на маргините и кај стручни комисии и така натаму, и токму една од причините зошто одиме прво со идеен конкурс беше за да се има повеќе простор да се направи поконкретна проценка во однос на крајната цел. Различна е процедурата кај стадионот. Кај стадионот се изготви конкретно решение со зададена проектна задача за стадионот 12.000 гледачи, што ич не е лошо доколку се мрежат многу извори. Значи на средства. И после тоа општината продолжи да работи врз основа на изработениот основен проект и за кој што фазно се издава одобрение за градење. Конкретно се даде прво за дел од ова функционална целина на северната трибина која што се изгради до таа фаза како што беше предвидено. Со оглед на тоа што тука не може без конкретни решенија ниту да предвидиме елементарни суми, од таа причина тргнавме оваква постапка со цел да се вклучи не само стручна, туку и поширока јавност, за да може да се дефинираат точните работи и добро го кажа, тој го лоцира, можеби на крај ќе зборуваме и за еден цел буџет на општината, кој што е тешко да се раздвои во 3 години во развојна програма, доколку нема вмрежени извори, кои што можат да бидат различни. Може да биде централната власт. Еве од овде апел ќе упатам до централната власт дека е добро да ни помогне, нека се јават. Има тука представници, ќе дискутираме конкретно и за пренамена ако треба, и за маркици, и за се. Инаку нема да има дополнителни трошоци да треба да има пренамена. Единствено нешто доколку треба да се прилагодува се тие постапки кои што самата општина може да ги сработи. Но сакам да кажам, значи еве добро е ако стани објективен приоритет пошто било тоа програма, да го повикаме премиерот на една од следните седници да го повика градоначалникот или представници од општината и да дискутираме за финансирање на спортски комплекс во Битола. Ние сме сега поспремни отколку што била претходната локална самоуправа и пред таа со конкретните идејни решенија кои што ќе видите во понеделник. Значи имаме 5 различни варијанти кои што и сами ќе видите, не мора да сме сите стручњаци од областа урбанизам, архитектура, градежништво, за да процениме дека варираат, конкретно 2 со 2. 2 има практични, 2 има можеби визуелно поубави, по мое гледање, како дел од комисијата, но понепрактични од економичност, а и економичноста беше дел од критериумите при оценувањето. Значи тие се тие работи кои што се важни, бидејќи за вакви крупни проекти, а за Битола и стадион, и спортски комплекс, и други градби, ние са без тука пак да бркам некоја политика, се ветувале затворени базени, па еден почна да се гради од 15 метри и не е дограден. Мислам, не ова не го кажувам контра СДСМ, го кажувам објективно. Се овде ние зборуваме спортски комплекс кој што кошта 30 пати поќе од малиот затворен базен што треба да биде во Даме Груев. То не може да не биде со огромна консултација. Овде ние сме сега повикани со писма да кажеме колку пари сме потрошиле за култура, збораме за 2,5% од целиот буџет. Ќе го дајме отчетот, не е проблем. Ама кога бараме отчет за 2,5% од целиот буџет за работи што видовме дека се случија и ќе се изненадите од списокот, позитивно,
тогаш што останува кога зборуваме за некоја градба која ќе кошта сигурно над 3 милиони евра. И зафаќа многу повеќе од 2,5% од годишниот буџет, сега да не сгрешам во математиката, да кажам нешто друго. И тука очигледно ми фалат на моменти во советот овие реплицирањата со Корлевски. Ќе прекинам и морам да се вратам на работа. Ја ви благодарам, секретар. Треба да го ослободиме. Да. Благодарам. Дали имаме уште некој да сака да земи збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точката програма за економски развој во општина Битола за 2023 ја ставам на гласање. Кој е за? 1, 2. Кој е воздржан? Против? 1, 2. 1 нема да гласа. Ви благодарам. Денешниот дневен ред е исцрпен и ја завршуваме комисијата. Ви благодарам.